Па мислам дека со самото воведување на зелената нафта ќе дојде и до намалувањето на цената на чинење на самиот земјоделски производ. Меѓутоа, мислам дека во изминатиот период требаше да стапи субвенционирање, да кажем, или регресирање на овој тип трошок во земјоделието, но да се надеваме веќе дека со наредниот циклус на производство, а тоа е со есенскиот турнус на производство, ќе се спогнат сили и ќе се обезбедат средства, а со тоа ќе се овозможи и користење на зелената нафта, иако се зголемува рапидно. Еве сведок сме во последните неколку недели дојде до 2-3 зголемување на висината на цената на овој дериват. Мислам дека цената ќе биде значително поевтина за самите земјоделски производители, така што ако би користел нафта од пазарот, трошокот би бил голем. Меѓутоа, со воведувањето или регресирањето на нафтата, мислам ќе дојде до рапидно намалување на цената на чинење на самите земјоделски производи. Пред се на растително производство. Сметате ли дека треба да се забрза тој процес на субвенционирање, за да може да им се излезе во пресрет на земјоделците? Пак ќе потенцирам, мислам, добро би било веќе од следниот циклус, што значи од есенскиот турнус на производство, ако стапи на сила субвенционирање на нафта и со тоа ќе дојде до намалување на цената на чинењето на самите земјоделски производи.